Почитувани, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Денешнава тема гласи природата на молитвата. Колку е важно да се молиме пред Бог, но правилно. Многу луѓе природата на молитвата погрешно ја разбираат. А тоа е така затоа што немаат правилен однос со Бог или погрешно се научени во нивниот живот. За мнозина, таа представува излез само од несакани ситуации или да се дојде до некои посакувани цели, во зависност од тоа што сака човекот да постигне. Длабочината на молитвата зависи од Божиот дух и преку него се реализира правилен однос со Бог. Како прво би сакал да дадам една дефиниција што е тоа молитва. Молитвата, како молитва, е разговор со Бог. Тоа е примарно заедништво на човекот со Бог и слободен разговор со него, исто како татко и син. Значи, тоа може да се спореди исто како син и татко. Како второ, молитвата е таков разговор или средство преку што се изразува спремност дека христијанинот ќе се подреди и подчини во се на совршената Божја волја, како што се молиме во самата молитва Татко наш, да биде Твојата волја. Трето, во молитвата се учиме исправно да гледаме на Христос и стануваме свесни дека во целост ќе го застапуваме Божјот интерес во овој свет, а не собствениот. Го молиме Бог за оние кои не се спасени, например, за нашите најблиски, да може Бог преку Светиот Дух да проработи во нивните срца. Како четврто, молитвата ни отвора можност да го молиме Бог за нашите лични потреби и за потребите на другите. Зашто, живејќи на оваа земја, имаме и телесни потреби. Имаме потреба од облека, од храна, од здравје и така натаму. Но тоа секогаш го кажуваме со зборовите да биде Твојата волја. Како петто, во молитвата не сме сами. Треба секогаш да имаме на ум дека посредува Светиот Дух. Имаме помошник, Параклетос, Светиот Дух, кој се моли заедно со нас во согласност со Божјата волја и ги измолува оние нешта што не сме во состојба да ги знаеме, како што ќе рече апостол Павле, кога не знаеме за што да се помолиме или молиме, тогаш Светиот Дух доаѓа во помош и се моли со неискажливи воздишки. Тој што разговара често со Бог, покажува дека има љубов кон него. Молитвата или разговорот со Бог е секогаш проследена дека ние имаме љубов кон Бог. За да има сила молитвата, треба да има благодарствена содржина. Павле ја советува црквата во Филипи да се моли секогаш, но да не ја занемари благодарноста во неа и вели: не грижете се за ништо, туку во се, преку молитва и молба со благодарност, искажувајте ги своите барања пред Бог. Тоа е запишено во Филипјаните 4 глава, 6 стих. Молителот има многу причини за благодарност. Тој знае дека се што има и што добил е Божи дар. Благодарност. Имаш ли благодарност во молитвата? Молитвата треба да биде и со вера. Апостол Јаков ги повикува верните, особено тие што имаат мудрост или што немаат мудрост во секојдневниот живот или општо за Божјото сведоштво, да бараат мудрост, но нивното барање да биде со вера. Оте ако некој пројавува сомнеш или недоверба, таквиот да не се надева дека нешто ќе добие од Бог. Тоа е запишено во Јаков 1 глава, 5 стих. Силата на молитвата е во сознанието дека Бог ги слуша молитвите без разлика како се искажани. Со треперлив глас, испрекинато или несредено, зашто Бог не гледа како и кој редослед ќе се каже во молитвата, туку дали е со вера и од срце, искрено. Например, во Псалм 18 стих е запишено вака:
Во својата неволја го повикав Господ и извикав кон својот Бог. Тој го слушна мојот повик од својот храм и моето викање стигна до неговите уши. А во Псалм 34, 70 стих вели: малку су поинакви зборови. Праведниците викаат, значи викаат со молитва, а Господ ги слуша и ги избавува од сите нивни беди. Затоа можеме слободно да кажеме, почитувани, дека силата на молитвата зависи од Бог и нашата поврзаност со Него преку Светиот Дух, а и чистотата на нашите срца. А не да ја сметаме самата молитва како некоја формула или дека Бог ќе одговори само затоа што сме на молитва и редиме зборови или ако ја имаме во доволна количина. Не, Бог гледа на срцето, на чистотата на човекот. Господ понекогаш одговара и им ги удоволува потребите на неговите деца и без молитва. Зависи од тоа нашиот татко како гледа на своите деца, за да знае верникот дека Бог се грижи за своите деца. Но тоа не треба да се свати дека можеме да действуваме и без молитва. Молитвата е многу важна во христијанскиот живот. Молитвата е Божја волја и повикани сме да се молиме без престанок. Апостол Павле ќе рече: молете се без престанок. Молитвата е допир преку разговор со живиот и семокниот Бог. И врз основа на тоа, молитвата има сила. Барањата што му ги упатуваме, не ги упатуваме напразно, бидејќи сме со сигурност знаеме дека ќе добиеме одговор без разлика дали ќе бидеме услишани како што сме се молеле. Важно е дека Бог ги слуша и во тоа лежи нашата сигурност и силата на молитвата. Верните знаат дека кога нешто не добиваат, тоа се должи на Божиот суверенитет и немаат бунтовнички карактер. Зошто Бог не ми удоволи, зошто Бог не ја слуша мојата молитва и така натаму. И не прашуваат како незнабожците зошто. Силата на молитвата е втемелена и врз дејството на Светиот Дух. Тоа е најважно, да го знае верникот. Апостол Јуда ја повикува црквата да се моли во Духот и вели: а вие возлюбени, изградувајте се себе си врз вашата пресвета вера и молете се во Светиот Дух. Исус ги научи учениците да се молят и со една посебна молитва која гласи: Татко наш кој си на небесата, да се свети Твоето име, да дојде Твоето царство, да биде Твојата волја, како на небото, така и на земјата. И лебот наш насушен, дај ни го и денес, и прости ни ги нашите долгови, како што и ние им ги простуваме на нашите должници. И не воведувај во искушение, но избави на од лукавиот, зашто е Твое царството, силата и власта во сите векови. Амин. Да, почитувани, молете се, ќе добиете. Нашиот Бог сака да се молиме постојано. Придобивките од вистинската молитва. Апостолот Павле во Евреите 4 глава, 16 стих вели: и така да пристапуваме смело кон престолот на благодата, за да примиме милост и за да најдеме благодат за помош во време на потреба. Тоа е многу важен стих. Преку молитвата добиваме. Што добиваме? Престолот каде што седи Господ Исус Христос е наречен престол на благодат. Без оваа благодат никој не може да ја доживее силата на Бог, простувањето и добивките. Прво, добиваме мудрост или да бараме мудрост. Апостол Јаков вели: ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја моли од Бог кој им дава на сите, изобилно и без укор, и ќе му се даде. Забележете што вели: и ќе му се даде. Во христијанскиот живот на сите нас ни е потребна мудрост. Библијата преку устата на Јаков вели дека треба да се молиме за да ја добиеме. Барете мудрост. Второ, ќе добиеме мир.
Не грижете се за ништо, вели Павле, туку во се, преку молитва и молба со благодарност, искажувајте ги своите прозби пред Бог. И Божиот мир, што го надвишува секој ум, ќе ги зачува вашите срца и вашите мисли во Исус Христос. Тоа е запишено во Филипјаните 4 глава 8 и 7 стих. Мирот е резултат на молитвата. Божиот мир го надвишува човечкиот ум. Психолозите велат дека живееме во стресно време, но тешко можат да дадат конкретен одговор на кој начин и како да се добие мир во овој живот. Библијата го дава вистинскиот одговор. Моли се, барај од Бог и Тој ќе ти даде мир. Радост. Исус Христос вели, досега ништо не баравте во Мое име, барајте и ќе добиете, за да биде вашата радост полна. Тоа е запишено во Јован 16 глава 24 стих. Многу христијани, иако веруваат, сепак немаат радост во нивниот живот. Исус дава охрабрување да му пристапуваме во молитва, за да биде нашата радост целосна. Да знаеме што бараме. Тоа е многу важно, да знаеме што бараме. Зашто сето тоа, вели, го бараат народите. Што бараат народите? Тоа што им е потребно само за телото. Зашто вашиот небесен татко знае дека ви е потребно сето оваа. Се мисли на сите телесни потреби, облека, храна, било што друго. Но Исус сака да ја бараме неговата волја. Не смееме молитвата да ја претвориме во бесмислени барања. Молитвата треба да биде конкретна и јасна, за да не се претвори во формализам и во бесмислени зборови. Исус сака да се молиме за она што ние имаме потреба, но пред се да го бараме Божјото царство. Молитвата е и исполнување со Светиот Дух. Еве, например, ако го се помолија Павле, Сила, и сите се исполни, или тоа се во Дела на апостолите 4 глава 31 стих, се вели и сите се исполнија со Свет Дух и смело го проповедаа Божиот збор. И покрај фактот што овие луѓе биле крстени со Светиот Дух во Христовото тело, сепак имале потреба од континуирано исполнување на Духот. Кога се молиме на Бог, искрено и со вера, Светиот Дух доаѓа и го исполнува христијанинот на посебен начин. И во молитвата бараме заштита. Павле вели, со секакви барања и молитви, молете се во Духот во секое време и заради тоа бдеите во сето, со сето постоjanство и со молба за сите свети, за сите верници. Тоа е запишено во Ефесјаните 6 глава 18 стих. Кога бдееме или стражариме и сме постојани во молитвата, тогаш се наоѓаме под оклопот на Божјата заштита. Христијанинот треба да биде постојано под заштита на Бог, бидејќи живее во свет обкружен од демонски сили, од непријатели против Евангелието, против Бог. И зошто да се молиме? Да даваме плод. Плод. Вие не ме избравте мене, вели Исус, туку јас ве избрав вас и ве поставив да одите и да пренесувате плод, и вашиот плод да остане, и мојот татко да ви даде се што ќе посакате во мое име. Молитвата е суштински поврзана со давање, плод за Господ. Не може вистински христијанин, кој постојано е во духот на молитвата, да не дава плод. Моли се и секогаш ќе имаш, во согласност со Божјата волја. Бог да ве благослови, почитувани. Амин.